Два пати му пресадиле бубрек, а денес секојдневно се качува на скеле. Работи физичка работа. Гради, создава и живее со полна паре. Без пречките кои му ги поставил животот. Човекот кој инспирира промени доаѓа од Кавадарци. Блажо Сапунџиев, човек со 2 трансплантации на бубрек. Моментално работам молерај, фасади, гипс картон, лепак мрежа, абриб. Пред првата трансплантација, бидејќи бев многу мал, дете од 5-6 годишна возраст, многу не се сеќавам на тој период. После трансплантацијата се беше во ред, нормален живот имав, добри 18 години го носев тој бубрек. Нешто не ми пречеше и за школувањето, и за факултет кога тргнав, нешто не ми пречеше. Во 2020 година ми откажа од мајка ми бубрекот. Бев на диализа година и 4 месеци. Самата диализа го исцрпува телото. 15 кило ослабев за време на диализата и многу е мачно на диализа да се биде. 2021 година ме повикаа во Скопје и ми кажаа дека има од кадаверичен донор, починато во сообраќајка, и имав среќа јас да бидам едно од тие двајца. 6 месеци ми требаше време да се опоравам, не работев ништо тој период. Кога се чувствував подобро, направив консултација во Скопје со мојот доктор дали може да работам, нешто полесно да работам, така да прво почнав келнер да работам, а бидејќи ја имав фирма за фасади која гласе на татко ми името, не можев да работам моментално и затоа година и 3 месеци работев како келнер. После пола година се враќам во нормала, во најдобар ред се беше, треба нели да се пазиш на исхрана, на се друго, ама некаде околу 80% може да функционираме без никаква пречка и за работа и за се останато. Блажо поставува фасада. Даниела Младиновска, психолог. Трансплантацијата пред се ја подобрува физичката состојба кај пациентите со трајно оштетување на бубрезите, но овозможува и повисок квалитет на живот, самостојност во функционирањето и ја враќа работоспособноста кај овие луѓе. Наместо зависност од апарати и болници, тие добиваат можност за едно нормално секојдневие. Најголем дел од трансплантираните пациенти се враќаат на своите работни активности, а тоа што се активни и продуктивни им носи поголемо чувство на сигурност и секако психичка стабилност. Сите што чекат, што се на листа за трансплантација, едноставно само порака ќе му пратам да најдат нешто што ќе ги мотивира да чекат. Се додека има нешто што те поддржава во животот, дали ќе биде фамилија, дали ќе биде другар, пријател, девојка, жена, деца, да те мотивира да чекаш. Блажо видел можност во предизвикот и не се откажал. Наташа Силаги. Јас пред некои 10 години бев една сосема поинаква личност и жена. Тогаш се уште не бев мајка, не бев собственичка на овој бизнис, бев мажена и мислев дека сум среќна. Меѓутоа тогаш околностите се промени и сватив дека живеам во еден нездрав однос. Започнала од нула, иако магистрирала економија и работела во корпорации, зачекорува во предприемачките води. Тогаш и се случува и пресврт во приватниот живот. Како самохрана мајка, покажува исклучителна храброст и упорност. Започнува свој бизнис за производство на вино. Го имам овој еден живот и тоа е многу краток. Замислете, за 50 години да кажам дека немав храброст да се обидам да направам нешто од својот живот. Па што е најлошото што може да се случи? Да не успеам. Но Наташа успеа, најмногу затоа што предприемништвото не го смета само за бизнис. Тоа е приказна за борба и истрајност, подеми и падови. Бескрајно е тешко кога се паѓа на ваши плеќи. Тогаш работев уште една работа, сега работам 3, но гледам напредок, навистина го гледам тоа скалирање и некако самата себе се убедив дека ме чека среќен крај.
посветено охрабрува и зајакнува жени за да го искористат својот целосен потенцијал. Се приклучив на Стопанската комора на Србија и на Стопанската комора на Војводина. Тоа беше мојата деловна сигурна куќа. Таму се дружам, соработувам и се поврзувам со жени кои имаат предприемачки дух и сакаат да направат нешто повеќе во животот. И по толку години можам да кажам дека остваривме многу соработки, многу патувавме, а патувањата се нови очи, нов прозорец кон светот. Ивана Петрич. Она што тогаш го видов е дека таа е испра достоинство наместо страв и храброст наместо молчење. Познанството со Наташа за мене е драгоцено. Таа е дар од Бога кој ми е испратен. И не само мене, таа инспирира многу жени. Знам многу жени кои се восхитуваат. Енергијата всушност е се, а таа ја има во изобилство. Добра енергија. Нејзиниот бизнис произведува 3 сорти вино. Кога тој мој деловен сон ќе се оствари, зад мене ќе остане една фрушкогорска винарија од 700 метри квадратни на 3 нивоа, во срцето на Лозјето. И мислам дека тоа, ако веќе сето ова досега не е омаж на мојата храброст, ќе биде клучната точка каде на вистина ќе можам да си кажам што повеќе сакаш сега. Многу сум благодарна. Благодарна сум и кога имам се што сакам. Благодарна сум и кога немам. Сакам да кажам дека ништо не ни се случува нам, се случува за нас. Низ историјата секогаш еден човек ја сменил целата историја, ако се навратиме. Така да еден човек може и текако да направи промена во општеството. Се додека има јасна цел и има јасна порака за истото што сака да го промени. Победување на предизвиците. Филип Наков, предприемач. Идејата започна многу спонтано. Немав некоја поконкретна идеја што сакав да работам, само знаев дека е нешто поврзано со работа од дома. Дали е тоа графички дизајн, дигитален маркетинг или нешто слично. И почнав да чепкам по форуми, да гледам видеа, да се образувам повеќе. Филип работи на компјутер. После, како што доаѓаше времето, почнувавме малце да ја стеснуваме нашата публика по какви клиенти целиме и видовме дека највеќе се пронаоѓаме со софтверски фирми. Првиот посериозен потик се случи кога дознавме за грантот од UNDP кој што го нуди преку агенцијата за вработување и дека постои можност да аплицирам се со цел отварање на фирмата и со целата идеја како што ја имавме замислено. Ги поднесовме сите документи и среќа не одбра. Еден од поголемите предизвици, претпоставувам на почетокот, беше тоа што пак почнуваш нешто ново и околината не може толку многу да верува во твојата идеја за тоа што или не е направено, или е многу тешко да се направи. Сепак, од другата страна, има луѓе кои што веруваа во мене и кои што знаеа за квалитетите кои што ги имам и дека со доволна детерминација можам да го постигнам тоа што го сакам. Тие се луѓето кои што треба да веруваат во тебе. Посебно највеќе ми значи поддршката од мојата сопруга, затоа што верувам дека со нејзината верба имаме стигнато многу подалеку отколку што самиот дури сум и можел да замислам. Се соочувал ли со дискриминација? Би рекол дека да, се соочувам до негде на дневно ниво. Со тоа, што е најинтересно, никогаш не се соочувам со, например, клиентите. Никогаш не им пречало тоа што
што имам попреченост или нешто слично, воопшто не го ни гледале тоа, повеќе се соочувам со луѓе од нашата држава, затоа што кога сме аплицирале за работа кај некои фирми, секогаш сум бил дисквалификуван само затоа што мислеле дека не можам да ја направам дали доволно брзо, дали доволно вешто истата работа. Најважното нешто е решителноста. Самата детерминација човекот што ја може да има, може да го донесе до тоа што го посакува. Без разлика колку и на почеток да изгледа нештото тешко, доколку самиот човек има фокус кон тоа што сака да го постигне, буквално може. Жена, идеја, село. Во срцето на Уминдол една жена оживува традиција. Отворајќи ја вратата на својата куќа преку женско социјално предприемаштво, таа гради успешна рурална приказна. Роза Трајковиќ, сопственичка на селско домаќинство. Започнав пред 3-4 години, имав голема желба да ја покажам традицијата на селото Уминдол, каде што сум родена и каде што живеам, и опфативме малку поширока приказна не само на селсково домаќинство, туку и да ја раскажеме приказната за Уминдол. Мислам дека можностите никој не ни ги нуди доколку самите не си ги создадеме, а ние реално навистина се потрудивме и еве сега почнуваме да ги береме плодовите на таа наша напорна работа. Нема многу можности за жените, особено за млади мајки кои што се врзани тука, немаат ни градинки ни ништо, со децата нема кај да ги остават, и доколку им се понуди некаква работа или извор на екзистенција тука локално, сите би биле благодарни и среќни. Пред 3-4 години се соочив со предизвик со тоа што имаше голем скептицизам меѓу мештаните, не веруваа во приказната дека можеме да успееме и дека ќе бидеме интересни за посетители. Денес приказната е сосема поинаква, после 3-4 години истрајност, годишни настани што одржуваме, локални мали настани, интерес, посетеност од странци, веќе се менува менталитетот на луѓето и отворени се за соработка и веруваат дека навистина можеме да се промовираме успешно. Пред се е да си ги познаваат своите јаки страни и да веруваат во тие јаки страни сите жени кои што живеат на село, затоа што жените во Македонија поседуваат многу квалитети, од познавање на ракотворби до готвење вкусна храна, и сето тоа е многу автентично, многу исконско, многу искрено и луѓето тоа го препознаваат и навистина може таа приказна да се продаде. Тука кај нас имаме цела понуда, имаме селско домаќинство, неколку селски домаќинства во кои што може посетителите да се сместат, имаме етномузеј, имаме стара 100-годишна дрвена куќа донесена од Лика со воз, која што е многу интересна за посетителите, а исто така организираме и 2 годишни настани, еден пролетен, еден есенски, каде што жените од селото подготвуваат храна свежа, подготвуваат зимници, ајвари, мармалади, джемови, сладка, сокови, буквално се, и го нудиме на посетителите на некој вид на пазарче или базар. Нудиме и тури со велосипеди, имаме маркирана велопатека околу селото, офроуд велосипеди, така што буквално за секој по нешто. И за активни и за пасивни посетители можеме да понудиме содржина. И Виолета е дел од оваа приказна. Виолета Петковиќ, сопственичка на селско домаќинство. Ние со жените од селото излегуваме на пазарчиња, спремаме домашна храна. Последниве 2 години почнавме со туристи, со пречекување на туристи, на гости, со поголема посетеност. Имаме и приход и заработувачка и го сакаме тоа што го работиме. Успехот што го постигнавме за овие 3-4 години ме прави особено горда, но исто така сум горда и на секој еден човек кој што ќе дојде и ќе дознае нешто за Уминдол и ќе си замине убави спомени, а ќе рече дека претходно не ни знаел местото каде се наоѓало и дека жали што порано не откриле. Наместо отпад, ресурс. Додека државата увезува отпад, тој го извезува. Во Гевгелија тој ја презема иницијативата.
Гради заедница на промотори на рециклирањето. Виктор Петковски, предприемач. Овде почнуваме со примарна и секундарна селекција на отпад, односно отпад од пакување хартија, најлон, пластика, стакло. Купивме ѓубретарки, специјални возила, каде што правивме договори со работка со секоја фирма, посебно било супермаркет, било индустрија, било конзервна, било магазин. На лице место додиме да го собереме селектираниот отпад. Поставивме канти во сите угостителски објекти, сето тоа се презема, си има одредена дата, вторник, петок, например, исто така се генерира и со индустријата. Новоста што ја направивме ние од 2018 година е тоа што почнавме директно да работиме со фирмите, ние да го преземеме отпад, не они да го носат отпад, бидејќи сето тој отпад завршуваше на диви депонии, завршуваше на некои други депонии. Видовме дека Гевгелија има капацитет за работа, дека Гевгелија има премногу отпад, има премногу индустрија, затоа направивме оваква каде што има капацитет да изработи Гевгелија, па и Богданци, Дојран и ги работиме истите. Од отпад до нова суровина за извоз. Суровината се пресува во специјални автоматски преси, хоризонтални. Кога ќе се пресува, финалниот производ се товаран во камион и се извезува претежно од Турција. Во фабрика специјална во Турција се рециклира и се прави нова хартија, обновена нова хартија. Промената започнува со едно капаче. Направивме еден проект со работка со Црвен крст и помош на комуналец. Поставивме срце, кош во вид на срце на плоштадот во Гевгелија, каде што се селектира капачиња од чише. Ако можеме секој еден граѓанин да го натераме да селектира капаче, што е најминимално нешто, нели? Може да натераме да се селектира се. Овде беа мобилизирани МВР, школи, детски градинки, здруженија на граѓани и така натаму. Значи почнува се дома, тој е предизвик за сите нас. Селектиран отпад, добра организација на комуналното, депонирано на право место, таму каде што треба да се селектира отпад. Една главна депонија што имавме во Сува река, што ја викаме ние познато место, таа депонија сега моментално е направена прочистителна станица. Целата е во зеленило, се е функционално и нормално таму. Веќе нема главни и диви депонии во Гевгелија. Има главна горе, но тоа ќе се среди секако. Гевгелија нека биде пример за тоа, бидејќи Гевгелија е стварно екоград, зелен град. Гевгелија е зелен град. Кој е следниот? Видеосеријал на лице в лице за луѓе што ја живеат промената.